Од ден на ден, сведоци сме на се повисоките температури. Иако календарски летото не пристигнало, ние ви пласираме летни информации со кои што само ќе ви помогнеме да ги совладате овие високи температури. Овде е секако и рубриката Љубов и секс, а што во неа точно ви подготвивме, ќе дознаете доколку останете и со овие содржини на емисијата Лајт, каде присуствувавме вчера на концерт кој го организираа студентите од ФМУ. Зашто точно станува збор, ќе дознаете секако по краткиот џингл. Како прва содржина за денес, ви презентираме едно необично доживување. Скијањето по вода за многумина е голема атракција, но во овој случај, уживањето е поголемо од самата помисла дека сурфате. Уверете се во тоа преку ова видео. Она што им се случи на овие луѓе е несекојдневна работа и ретки се оние кои ова може да го доживеат. Продолжуваме понатаму со рубриката Љубов и секс, која е новата генерација на презервативи. Ви презентираме токму во продолжение. Receive funding from the Bill and Melinda Gates Foundation in order to create the next generation condom. Многу момчиња не ги поднесуваат презервативите, а и многу жени се жалат на тоа дека им го скратуваат задоволството. Но во иднина тоа веќе нема да биде проблем. Кондомите кои ни се достапни се изработуваат од латекс. Тоа е материјал кој не е баш пријатен за нежната сузокожа. Па ова е и причината зошто многумина одбиваат да ги користат. Моментално во еден универзитет работат на нова генерација кондоми кои ги изработуваат од посебни биоматеријали, наречени тешки хидрогелови, а се слични на оние од кои се изработуваат и леките за очи. Научниците тврдат дека со нивното користење покрај тоа што ќе се спречат полово преносливите инфекции и несаканата бременост, ќе овозможуваат и пријатен полов акт. Тајната се крие во влажноста на овој материјал, мек е и има својства на автолубрикација, а со својата структура е и сличен на човечкото ткиво, со што не се намалува чувствителноста. Лајт присуствуваше на еден интересен концерт кој што го приредија за сите присутни студентите од етнокореологија при ФМУ. Македонските песни, игри и ора, како и носиите се белегот на нашиот народ. Колку повеќе ги негуваме, толку сме побогати бидејќи го зачувуваме нашиот идентитет. Значењето на етносот е огромно, поготово што едукацијата е многу важна. Ние сме медијатори, односно пренесувачи на оваа традиција која некогаш во минатото активно живеела на теренот, но денеска преку едукацијата, преку едукативните процеси, конкретно на овие млади талентирани деца, е токму пренесувањето на таа традиција, некојаш која живеела и постоела. Публиката имаше можност да проследи еден убав настан, односно настап на нашите студенти од катедрата за етнокореологија, односно конкретно по предметот традиционални инструменти и оркестра на традиционални инструменти. Исполнивме вокална и инструментална музика, карактеристична за македонското поднебје, музика која ја негувале нашите предци и секако ние сме оние кои продолжуваме. Сметаме дека и овој мал настан ќе има голем допринос во афирмација на оваа музика, а понатаму и во придобивање на евентуални наши студенти. Па доколку се сака тоа не е ништо тешко, доколку сакаш народната музика, традицијата, не е тешко да бидеш дел од катедрата етнокореологија.
Етнокореологијата, значи, е наука која што ги изучува комплетно традиционалните ора, традиционалната игра во Република Македонија, и тоа е, значи, една наука која што по играорни подрачја во Република Македонија, значи источно-западно, југозападно, јужно и северно подрачје, се изучуваат нашите традиционални игри и ора. Од женска страна, за оркестар малце помал е интересот, но затоа сме искористени како вокали, како припомош на се тоа што тука се случува. Може би пред се за да ја презентирате македонската народна носија? Македонската народна носија, македонските народни песни, но сепак машкиот дел е повеќе задолжен за оние народни инструменти и свирење во оркестар. Како ги набавувате носиите? Носијата што моментално ја носам е во собственост на универзитетот, но нашиот професор кој што е главен на оваа катедра, професорот Владимир Јаневски, тој има своја приватна, најголема приватна збирка во Македонија на народни носи и ги користиме за некои од поголемите концерти, користиме и дел од неговите носи, но сепак факултетот располага со своји. Досегашната пракса покажува дека чувството за традиционалните вредности, музиката и играњето и пењето тлеат внатре во нашиот човек, во нашиот ден, меѓутоа веројатно требаше нешто да се случи за да се побудат овие чувства кај нашите помлади, па и кај повозрастните. Секоја чест за студентите кои со својата наобразба на етнокореологија ја продолжуваат традицијата и не дозволуваат истата да падне во заборав. За крај нормално, предлог филм. Падот на Белата куќа или White House Down е предлог филмот за денес. Премиерата се случи на 28 јуни 2013, е во време трајање од 131 минута. За време на една организирана тура низ Белата куќа, каде што полицаецот Џон Кейл ќе ја одведе и својата ќерка, ќе се случи напад од паравоена армија. Во хаосот кој настанува, Џон е единствената надеж за спас на председателот, својата ќерка и на целата нација. Tell me how much time I have. Ова беа подготвените содржини за во ова издание на Лајт. Јас ви велам чао и се надевам дека ве оставам со многу позитивна енергија во вас. Со нови содржини се гледаме веќе утре. До тогаш, кликнете телевизијастар.com.